Во денешната емисија Визави зборуваме со професор доктор Наташа Марковска, научен истражувач во Интернационалниот центар за одржлив развој на енергетски, водни и околински системи. Темата на која што ќе зборуваме е биопроизводи и развој на биолокална економија. Професорке, пред се добре дојдовте во Визави и на самиот почеток како може да објасниме што подразбира биобазираната економија? Значи, биобазирана економија подразбира економија која што користи биолошки ресурси. Значи, наместо да се користат оние пластиките кои што произлегуваат од фосилни горива, сепак сега треба да изнаогаме нови ресурси кои што имаат биоприрода. Што значи тоа? Ние од секојдневното производство, земјоделско, шумарско и така натаму, имаме доста отпад, кој што го фрламе надвор во животната средина и кој што на некој начин остава некаков печаток, ја загадува. И сега тој може да добие додадена вредност како? Ако се од една страна, ако се искористи како сировина за некој друг производ, кој што понатаму би имал употребна вредност, ќе ни задоволи некоја потреба, некоја услуга ќе ни даде и така натаму, и кога ќе му измине животниот век, тој, пошто е базиран, поради тоа што е базиран на биоразградлив материјал, тој ќе остави многу мал печат на животната средина. Значи, ќе ги немаме оние пластики кои што со милиони и милиони години се задржуваат во животната средина, туку едноставно или ќе се разгради, или повторно може да влезе во некој процес на циркуларност и од друга страна, значи, делуваме и на оние трошливите ресурси, имаме циркуларност од едни производи, нови ресурси, нови производи, нови ресурси и така, значи, ги штедиме ресурсите, односно нив ги искористуваме ефикасно. Разгледувајќи ги претходно производите кои што ги имавте во поп-ап продавницата, но и плакатите кои што ги имате за проектот BeRural, сретав многу интересни насоки кои што велат дека облеката на еднината е изработена од рози, од млеко или дека чевлите се од ананас. Ова е некако метафорички кажано или буквално облеката може да биде изработена од млеко? Буквално е така. Сите тие, значи, нити еден грам во нив нема нешто што има фосилно потекло, туку главната состојка, сега се разбира, тука има процеси од како од ананас да се дојде до чевли, меѓутоа основата е дека навистина и тие и по својот квалитет, но и по својот изглед, не многу се разликуваат од она што го има пластиките или другите материјали кои што имаат фосилно потекло. Проектот ќе се спроведува во Струмичкиот регион. Какви се потенцијалите на овој регион за развој на биобазирана економија? Значи, како што имавте можност голем да ги погледнате, а се надевам и и граѓаните ќе можат да дојдат и да ги видат, таму се изложени повеќе од 20 на 30 на производи, и повеќето од нив се од остатоци од земјоделството. Знаеме, Струмичкиот регион, дека основна гранка е земјоделството, така да се разбира, сигурно имате многу остатоци од зеленчуков отпад, зеленчуци и овошја кои што ќе останат, нема да бидат искористени. Имаме друг биолошки отпад, кој што, како што низ тие производи ги видовме, може многу лесно да се искористи и да се добијат и некои производи со нови употребни вредности и да се добијат материјали, видовме многу интересни материјали за облеки. Видовме многу интересни, например, шолјички за кафе. Видовме многу интересни чевли и така натаму. Значи, сите тие ги има доста огромен простор во овој регион да можат да бидат една значаен бизнис, би рекла,
за да бидат развивани и како регион пример кој што биоекономијата ќе ја вклопи во своите развојни патеки. Освен во Македонија, проектот ќе се спроведува и во други европски земји. Каква е тамошната ситуација во поглед на ова прашање? Да, значи, ова е, и вие сами спомнавте, европски проект кој што е финансиран од програмата Хоризонт 2020 на Европската комисија. И таа програма е за истражување и развој. Значи, гледаме дека представува спој од научници и истражувачи од една страна, а од друга страна имаме региони, општини, значи, но не само тоа, туку и сите засегнати страни ги викаме на македонски, но тоа се чинителите кои што целта е, значи, да и се даде практична примена на науката за биоекономија, оно што научниците го произведуваат, меѓутоа треба да во самите региони да се направи поволна атмосфера, поволна околина во која што тие идеи ќе добијат и практична реализација. И затоа сме ние тука да едноставно го организираме Струмичкиот регион со сите релевантни чинители, да направиме продор на овие производи и да овозможиме како добар пример, нели? Се разбира, имајќи ги, базирајќи на искуствата и на другите региони кои што уште 4 европски региони се дел од овој проект, но и голем број на научни партнери, кои што, еве сега, да речеме, овде ги имаме како гости на нашата работилница во Струмица, ги имаме колегите од регионот во Полска. Тоа е во северниот Балтичкиот регион, кои што пак развиваат биоекономски производи базирани на остатоците од рибарство и морско алги и други морско-океански свет. Така да, значи, сега може би тука е различни се ресурсите, но начините на кои што се организираат чинителите, на кои што се развива свеста во тие региони за оваков вид на продукти, се исти. Затоа и денеска сведочевме на размена на знаења, искуства, практики, лекции научени помеѓу полските колеги. Тоа овде беше и градоначелничката од регионот во Полска, која што и со нашиот градоначелник, а и со другите чинители, овие неколку дена додека сме тука, ќе разменуваме како да направиме патокази, сега тоа е модерно, нели, градење на патокази, роудмапи и така, за во регионот, во неговиот регионален развој, вметнеме и концепти на биоекономија. На што ќе се базира отворената платформа на иновации? Какви производи ќе може да се понудат на неа? Токму така, значи целта на овој проект е ние да излеземе со патоказ, а некои од акциите кои што ќе бидат дел од тој патоказ секако е и конкретни производи, биобазирани производи, кои што се релевантни и кои што понатаму ќе бидат бизнис идеја за развивање. Ние имаме и економски дел кој што ќе го развиваме, значи сите тие неколку идеи како демонстрацијски проекти, можеме така слободно да ги кажеме, да ги наречеме, тие ќе ги обработиме со сите аспекти, дури и економскиот, што се е потребно, кој се е и така. И тие ќе ни бидат како првите, нели, кои што ќе ги развиваме и ќе служат како пример за и други производи во рамките на Струмичкиот регион. Уште сакам само да додадам дека под Струмички регион не ја подразбираме само општината Струмица, туку и нашиот Струмички регион е составен од 4 општини: Струмица, Новосело, Босилево и Восилево. Значи сите тие дадоа
има политичка волја и чинителите, не само во овој настан, значи имаме ние и други настани за градење капацитети, за подигање на свест и така натаму, многу активно учествуваат и исто така имавме и многу едукативни настани, значи секој сектор во сето ова, никој е сам по себе не може да направи многу, меѓутоа секторите треба да ги исповрзнеме, треба да ги најдеме конкретните акции во сите сектори, за да сите делуваат синергетски и на крај имаме биоекономија вметната во регионалните политики и планирања за развој на овој регион. Дали ќе има средби и активности насочени кон производителите на биоотпадот, односно земјоделците? Да. И дали ќе има некаква синергија, да речеме, со локалниот бизнис сектор или пак можеби инвеститори од странство, бидејќи би требало некој да го преземе потоа тој отпад од земјоделците? Значи, еден од главните, ги спомнав секторите, секако едниот е оние локалните политичари и тие што носат одлука на локално и регионално ниво. А друг огромен и најважен, би рекла, меѓу поважните сектори, сите се важни, е земјоделците и оние бизнис секторот кој што овие идеи ќе ги треба да ги реализира. Трет битен сектор е образованието. Значи, од најмали нозе ние треба да го вметнеме во програмите овој концепт и да ги учиме нашите потомци на одржливо производство, на одржливи навики, да им вградуваме дека се што треба да прават, треба да гледаат во контекст, да го прават во контекст на одржлив развој. И 17 цели. Убаво беа поставени ова производите во функција на секоја од целите. И она што, дека важно е не е ова да биде патокас кој што ќе седнат неколку научници и ќе ги напишат список на акции. Тоа е многу лесно и можеме да препишеме едноставно од било кој што веќе направил такви, нели, и патокази и стратегии. Ние во овој регион ќе се обидеме да ги собереме сите чинители од сите овие сектори, па и други што ги спомнав, што не ги спомнав, и ќе се обидеме заеднички, ако треба по 5 акции од секој сектор, да заеднички го изградиме тој патокас, кој што ако е и со тоа што сите чинители тогаш ќе чувствуваат дека собственост врз тој патокас. И сите кога учествувале во неговото градење на некој начин и даваат заложби и обврски дека понатаму ќе го спроведуваат. Тоа е и целта. Да не се добие уште еден документ повеќе, туку документ кој што само ќе ги отвори вратите за да овој регион, да рече. Како може локалната самоуправа и државата да ги поддржи овие концепти? Локалните самоуправи тие можат многу да направат во стратешкото планирање во поедини сектори и тука се разбира секторот отпад многу битен. Значи каде, како ќе се регулираат депониите, тоа се го прават локалните самоуправи, се разбира во консултација со другите чинители. Меѓутоа, многу треба да внимаваат и во носењето на тие плански и стратешки документи во секторските политики, особено во секторот отпад, како овој секогаш на ум ќе го имаат концептот на биоекономија. Значи, вградување, тоа го викаат стримлайнинг на биоекономија, значи, вградување на биоекономијата во размислувањето и во секторското стратешко планирање. И тука може многу да се направи, како сето тоа ќе се организира, како ќе се и други, да речам, планирање на програмите за поддршка. Тоа се е во нивна надлежност како значи како ќе го изменаџираат, како ќе ги организираат субвенциите на пример. Дали повеќе ќе се наградуваат тие што ќе покажат бизнис идеја за биобазиран производ. Дали ќе му понудат тој да се промовира, дали ќе му понудат друга некоја поддршка. Значи, сето тоа е во фазата на планирање и на носење, нели, законски и подзаконски акти, кои што на некој начин ќе овозможат добра околина за сето тоа.
Дали во ситуација кога во Македонија се уште нема современи регионални депонии кои што ќе бидат на некој начин фабрики за селекција на отпадот и ќе има поорганизирано селектирање уште од домаќинствата, и кога немаме таа почетна економија базирана на биопроизводи, на биоотпад, дали можат самите комунални предпријатија да го собираат и да го продаваат надвор од државата отпадот за капацитети каде што веќе можеби се користи, развиена ли е доволно таа индустрија? Дали самите би можеле да го покренат процесот и да дадат пример? Па сега надвор од држава нешто, тоа е извоз, така. И секако пак и тие извозни политики, тоа е дел од државните политики, особено за надвор од државата, а сигурно веројатно и во рамките на самите региони има тука регионални политики или политики на ниво на општина. Повторно се враќаме на тоа, ако се овозможи самите тие закони да не го стопираат сето тоа, значи ќе може. Инаку, практично или од, ајде да кажеме, технологиите, од технолошки аспект, се е можно. Само треба да имаме добра околина од аспект на институции, од аспект на закони, од аспект на регулатива, втора степен на легислатива, кои што ќе овозможат тие технологии и тие практики да станат реалност. Бариери има многу, ние ќе го почнеме патоказот со утврдување на сите бариери по сите сектори и потоа, заедно со, како што реков, заедно со чинителите, и потоа за секоја утврдена бариера ќе се обидеме да најдеме акции кои што ќе ни овозможат, ќе ги ставиме на хартија со список кој што треба да прави, до кога, кој рок, колку нешто, пошто некогаш за некој работи, како викаат, лекот е без пари. Значи само треба да се организираме и да имаме фокусирано действување. Колку време ќе трае овој проект, односно она што вам ви е замислено и заокружено како активности што треба да се спроведат? Да, овој патоказот сега ќе го правиме на есен. Проектот трае до крајот на март 2022 година, но веќе во најава, затоа што Струмичкиот регион и покрај тоа што, да кажеме, нашата земја овде учествува, сите останатите 4 региони се од земја од Европска унија, а ние додаваме вредност во самиот проект, како покривајќи ги аспектите на земја кандидатка за членство во Европската унија, меѓутоа и покрај тоа можам да кажам, нема можеби да биде нескромна, а тоа се должи на големата волја на сите овие општини што ги спомнав и на многу, да речам, интересот и дисциплинираноста на чинителите да испорачуваме многу добри резултати кои што служат и за примери за останатите региони. Па затоа и самиот конзорциум мислам дека ќе го продолжи ова проектот сега во новата програма Хоризонт на Европа се вика, за истражување и развој, по иста оваа насока, оно што е зацртано како патоказ, сега да го понатаму да го конкретизираме. Така да се надевам од април 2022 ќе продолжиме со конкретни активности кои што ќе дадат некаков плод во реални струмички биопроизводи, би ги рекла, и кои што ќе го покажат дека тоа ние всушност и во биоекономијата можеби не е напишана на хартија, но ние веќе живееме во неа, но ќе покажеме и стварно дека можеме и за другите региони да се реплицира сето тоа во Македонија, но и за, да кажем, и за другите земји надвор од Европа. Ви благодарам за разговорот.